газдите останаа со кратки ракави среде зимо, државата нема да го помага текстилното производство. Наместо бараните субвенции, Министерството на нив им ги понуди истите мерки кои важат и за сите останати. Ние настојуваме преку системските мерки кои што ги спроведуваме, преку политиката на ниски даноци, да најголем дел од средствата се враќаат во компаниите од проста причина што реинвестираната добивка е ослободена од плаќање на давачки. Целта ни е на тој начин да се стимулира креирањето на одржлив бизнис на реална основа. Ова е одговорот на државата на конкретното барање на текстилната фела. Значи, еден од предлозите беше субвенционирање на набавка на современа автоматска опрема за производство, со која ќе можеме со истиот број на работници сега што имаме да ја зголиме продуктивноста, за да можеме да останеме конкурентни на светскиот пазар. Во исто време текстилците и државата не гледаат на ист начин и на недостигот на работна рака во оваа гранка. Фактот што има недостаток на работна сила покажува дека мерките за привлекување на инвеститори даваат резултат, дека се зголемува, се раздвижува пазарот на трудот и дека веќе во одредени градови, во одредени места во Република Македонија имаме недостаток на работна сила. Инаку текстилната индустрија е една од најзначајните стопански гранки во државата. Во вкупниот извоз учествува со 11%, а вработува 37.000 работници, што представува 35% од вработените во целокупната преработувачка индустрија. Во моментов во оваа гранка недостасуваат помеѓу 2 и 3.000 работници. Текстилството, но и состојбата со останатите стопански гранки беа тема на разговор на денешната редовна средба помеѓу министерот Миновски и штипските стопанственици.